Надевам дека оваа композиција ќе биде еден скромен придонес и ваша инспирација да донирате средства заедно со детската амбасада Медјаши, Цира и Two Hearts Production, заради тоа што децата заслужуваат да живеат во здраво општество. Децата навистина заслужуваат да живеат во здраво општество. Велам добре дојде, иако сигурно сте еден од домаќините овде. Драги Змјанац, извршен директор на првата детска амбасада во светот Медјаши, ви благодарам од името на сите деца на кои што им е потребна оваа помош, за тоа што заедно со Цира организиравте вакво хуманитарно дружење. Не, ние само со Цира ги зближивме сите, би рекол, конекции меѓу граѓаните, меѓу актерите, меѓу уметниците, меѓу адвокати, суди, правници, полицајци, новинари, едноставно луѓе кои чувствуваат дека нешто треба да се стори. Секако не имаме, би рекол, една посебна улога во аспект на подигање на јавната свест, изразување на негодување, реакција, акција, барање одговорност, построго казнување, залагање за мобилизирање државните институции, превентивни програми, одговорно родителство, но ова денеска што се случува навистина е една заедничка акција во која секој од нас се наоѓа како дел од крајниот производ, не во креирање на фондот, не само во креирање на фондот, туку во однос дека сите ние на некој начин сме поврзани еден со друг и судбината на децата и траумите со кои децата може да се најдат, а секој од нас нешто може да стори да се навистина овие деца заштитат од сексуалните силувачи и злоставувачи. Многу пати досега, барем јас со вас сум зборувала на оваа тема и постојано велите не е проблем само да се откријат. Да. Проблем, веројатно најголемиот проблем е што понатаму. Да се охрабрат децата пред се, родителите да проговорат за насилството, да не молчат, да ги охрабрат децата ако се жртви, да не ги обвинуваат, не се тие виновни за тоа, да му веруваат за тоа што се случило, да му дадат подршка, прегратка, да го пријават насилникот. Граѓанските организации, СОС, службите, полицијата, центрите за социјална работа, обвинителството, судовите имаат навистина задача и невропсихијатрите и психијатрите посебно во ресоциализација, рехабилитација на децата жртви да вистина оваа траума што побрзо ја надминат, затоа што искуствата наши покажуваат дека жртвите се јавуваат и по 5 до 10 години и дека навистина е мал бројот 30% светските податоци дека го пријавуваат насилството. Од 1000 деца кои оваа година преку Центарот за социјална работа се регистрирани кои биле жртва на полов напад или на сексуално злоставување, 30 девојчиња, 70 момчиња, навистина бројката е голема. На светско ниво годишно 1 милион деца се исто така жртви на сексуална злоупотреба, детска проституција и навистина мора сите влади се заангажирани и се на готовс. Јас морам да кажам дека како реакција на нашите апели, навистина и владата на Република Македонија ги мобилизира сите министерства во подготовка и акционен план за справување и спречување на сексуалната злоупотреба, но овој нас скромен придонес кој како фонд ќе го генерираме и за кој навистина Цира ќе дава отчетност и за висината на средствата, и за критериумите, и за луѓе кои ќе бидат вклучени во комисијата, се тоа луѓе од јавната сцена, од бизнис секторот, значи социјално одговорни бизнис предпријатија, ќе се дава отчетност, сакаме на многу транспарентен начин во партнерство со Цира ова навистина да се ефектуира и ефикасноста да биде поголема, да им се помогне не само на децата, семејствата, туку можеби повеќе и во превенирање на спречување на сексуалната злоупотреба, затоа што и покрај нашите заложби педофилите да се казнуваат со доживотна казна затворот е доста причина што тие по напуштање на институцијата затвор го повторуваат делото, не сме уверени дека ќе биде под строг надзор дали на полицијата или центрите за социјална работа и покрај зголемување на минималните казни тие навистина се опасни и децата мора да знаат и родителите како да се справат, како да се заштитат, како да избегнат несакана ситуација и едноставно да бидеме сите на поголема подготвеност и евентуална превенција да на нашите деца не им се случи тоа.
Но мора да признаеме дека од кога Медјаши како невладина организација прозборе за многу проблеми кои што се околу децата, поголем број од јавните институции почна да реагираат, како да ги натеравте да почнат да зборуваат. Знаете, многу граѓани откако реагиравме и откако навистина моравме да алармираме за состојбата, бидејќи ние добиваме и на нашиот СОС телефон многу сведоштва и нашата бесплатна правна служба многу случаи ги проследува и до Народниот правобранител, до јавниот обвинител, до центрите и до училиштата. Едно од таквите сведоштва и говорот на мајката која се охрабри да говори за она што се случувало на детето, тоа е регистрирано во првата детска амбасада во светот. Навистина, кога некој сака да проговори, тоа ни дава за право дека веројатно молкот и стравот е голем и дека ние доколку не ги охрабруваме децата, тие можат и понатаму да таат во себе и да не го пријавуваат насилството, а родителите да не го забележуваат. Мислам дека сега имајќи родителите поголема мобилност, еве од Академијата за обука на судии и јавни обвинители не повикаа за студија на случај, имаме тесна соработка и со полицијата и со центрите за социјална работа. Народниот правобранител, кога и да му дадеме писмена представка за одреден случај, редовно не информира што е сторено, мобилност постои голема и ја мислам дека тоа е резултат на партнерството на првата детска амбасада во светот Мегеши и соодветно следење од страна на медиумите, посебно кога е загарантирана тајноста, интегритетот, случајот навистина стени од голема полза да ги мобилизираме сите државни институции во партнерство, во една заедничка синхронизација и синергија со граѓанскиот сектор и медиумите, им даваме на децата максимална заштита. Ние сме секогаш отворени за соработка, особено кога станува збор за помош на децата, на здравата иднина на оние кои што треба да не наследат. Продолжуваме понатаму со она што е предвидено како содржина. Веќе гостите се подготвуваат и за следна аукција и Огнен е подготвен. Мафтам веќе подолго време. Ти благодарам, Снеже. Јас сум тука помеѓу јавните личности, потоа Нора ќе ви ја предадам за да ви каже нешто повеќе за аукцијата. Само да подсетам дека донирате средства за поддршка на кампањата на 143404, а на другите фиксни телефони, значи на 5511782 и на 5511783, на тие телефони се јавувате по повод аукцијата и наддавањето за предметите. Морам да потенцирам дека меѓу нас тука на оваа маса кои што Нора претходно немаше време да ги прочита, се и Славица Петровска-Галич и Јасминка Чакар, заедно со Никола Атанасов. И морам да потенцирам за онаа донација што претходно беше од Наумов Мики од Штип, од Planet Mac Pol, кои што донира 200 евра. Тоа е прекрасна донација, се надевам дека и некои поголеми компании сега ќе донираат многу повеќе средства за поддршка на кампањата. Нора? Да, јас сум овдека во овој дел од студиото. Овдека ќе ја завршам, односно ќе го заклучам првиот дел од аукцијата. Сите вие се јавувавте уште еднаш, ќе потсетам, на 5511782 и 5511783. Тоа се телефонските броеви секако за аукцијата, а на 143404 донирате 100 денари за оваа кампања. Ова се уште еднаш ќе потсетам подароците кои што ги донираа нашите гости, подржувачите на оваа кампања. Имаме уште 3 понатамошни дела од аукцијата. Ви ги кажав телефоните, немојте да заборавите да донирате. 1434